Најистакнатите фигури во европската десничарска политика се собраа на Националната конференција за конзервативизам во Брисел оваа недела. Меѓу нив се и Најджел Фараш, архитектот на излегувањето на Британија од Европската унија, како и унгарскиот премиер Виктор Орбан. Нивна мета беа познатите непријатели – Европската унија и имиграцијата. Ако некој сака да се обиде да создаде мешано општество засновано на христијани со муслиманска заедница како либерална работа и дека исходот ќе биде нешто добро, направете го тоа. Нека биде ваша судбина, ваша иднина, но не принудувајте да го направиме и ние тоа. Орбан ја критикуваше поддршката од Западот за Украина во незината борба против руската агресија. Без добивање на пари и оружје од Европската унија и САД, Украина како држава би престанала да постои. Значи таа повеќе не е суверена држава. Орбан стана фигура на европската десница, вели аналитичарот Джорџио Самарас. Тој е многу успешен во спроведувањето на авторитарна практика и авторитарен режим во својата земја. Верувам дека екстремната десница ширум Европа сега се обидува да ја искористи истата книга. Конференцијата се представува како состанок на истомислениците на конзервативци за зачувување на националната држава во Европа пред изборите за Европскиот парламент закажани за јуни. Ова е консолидација на различни манифести во едно. Но средбата за малку ќе беше прекината. Полицијата го блокираше пристапот до местото, откако градоначалникот на Брисел издаде наредба за затворање на конференцијата поради загриженост за јавната безбедност. Во редната судска одлука ја поништи наредбата на градоначалникот, а учесниците рекоа дека неговите постапки се пример за она што тие го нарекоа левичарска култура на блокирање. Можеме да видиме дека легално поставените мислења од луѓе кои ќе победат на националните избори повеќе не се прифатливи овде, во Брисел, домот на глобализмот, бидејќи ако не се согласувате со Унијата, мора да сте лош човек. Анкетите покажуваат дека централно десничарските и екстремно десничарските партии ќе добијат своји места на европските избори во јуни. Неодамнешно истражување на Европската унија сугерира дека руската инвазија на Украина и европската одбрана и безбедност се високо на листата на приоритети на гласачите.